Најавата за повлекување на Зоран Заев од премиерската функција добива регионални димензии. Едно од прашањата до вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, кој го замени Заев на денешната средба на иницијативата Отворен Балкан во Белград, беше колку политичката ситуација во Северна Македонија, настаната по поразот на власта на локалните избори, е ризик за земјата и за регионалните партнерства. Ризикот во однос на политичката ситуација, политичката криза и можеби ставовите на лидерот на опозицијата. Интересно е што го спомнавте зборот ризик и името на лидерот на опозицијата во иста реченица. Во мојот ум исто многу често асоциациите се такви и мислам дека ние во македонскиот политички надпревар уште не сме таму да се тркаме во исправец. Ќе видиме како ќе се развива ситуацијата кај опозицијата. Дури во еден таков случај, кога ќе дојде тој момент еднаш ќе дојде, ние сме демократија, природно е да има промена на власта. Меѓутоа, расположението на граѓаните е такво што ќе мора да се оди напред. Не гледам баш некаков брз ризик во оваа смисла. И мислам дека мојата држава, Северна Македонија, е тука да остане во оваа иницијатива. Освен во Белград, за значењето на регионалните иницијативи и потребата од засилена соработка, независно од тоа кој е на власт, се зборуваше и во Скопје на состанокот на министрите за одбрана од Југоисточна Европа. Денеска сме тука да дадеме одговор токму на овие прашања. Како лидери кои што треба да го покажат патот на соработка и заедништво. Како лидери кои ќе повлечат чекор и да го повлечеме чекорот кој што навистина ќе вроди резултат. Како што велат, најтешкиот пат започнува токму со првиот чекор. А чекорот што на домашната политичка сцена го повлече ВМРО-ДПМН е барањето за предвремени избори, кое го аргументира со добриот резултат на локалните избори наспроти лошиот скор на владеачкиот СДСМ. Имаме нова ситуација на терен и таа мора да биде застапена и во собранието. Само со нови избори волјата на граѓаните ќе биде пресликана и во собранието. И само така ќе имаме стабилна влада според волјата на народот. Парламентарното мнозинство е стабилно и нема да ја става државата во ризик и затоа нема да гласа за брзи предвремени избори, е повторениот одговор од СДСМ. Додека двата табора јавно си праќаат пораки за тоа што треба да се случува во наредниот период, продолжуваат консултациите на ниво на владините партнери за потенцијалниот наследник на Заев. Неофицијално во игра биле неколку имиња како можни решенија кои засега јавно не се откриваат. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.